Анастасов, тема, ова меѓутоа од аспект на наследство од еден поранешен систем, останато е, ако сакате нешто да не завршите, формирате комисија и да ги вртите, работите во круг. Ние имаме правосудство и на крајот на денот денеска во конкретниот, најболниот судски процес мора да веруваме во него, дека ќе истерат работата како што треба до крај. Гледате, во првиот ден сите од тие таму инволвирани, не знам и колку се на број, 35 обвинети се изјаснија како невини. Тоа е нивно право. И сега, постапката треба да покаже каде се во оваа голема трагедија системот има пропусти. Системот има пропусти. И на крајот на денот затоа нели имаше формирана комисија претходно за имаше и за онкологија, имаше барање на народните пари. Но од друга страна пратениците еве и од СДСМ што првично закочани инсистираа, па после од владачките партии инсистираа да се вметнат и другите трагедии. Еден од аргументите е дека тоа е барање на родителите од за жал загинатите во Кочани и дека треба да им удоволат. Политизира, мислам дека што ќе ги викате во собрание уште поголема травма ќе правите, ќе правите драма од тоа. Таму си има процес и тие што се обвинети имаат право на своја одбрана, да си најдат одбрана и да си се подготвуваат, можеби во процесот да докажат нешто за кое што им се импутира претходно во јавноста. Може и списокот ќе биде уште подолг. Можда во самиот процес и некои нови ликови ќе се појават кои биле одговорни за сето тоа. Ова траело со години. Сега се случило тој чин, тој грозоморен чин каде што се запалија децата. Сега врз база на тоа јас сум да судскиот процес и тука е тоа да биде најголемиот тест за нашето судство да го истера до крај и да докаже, и самото судство да докаже дека може да биде и со дигнитет, со суверенитет, да одлучи на вистина за тоа што се случило. Едно е вината на тие што ќе се докаже, меѓутоа политичката вина овде нема. Анкетната комисија што кажа колешка, ако се утврдува за одредени функционери кои може да во даден момент нешто за тоа. Инаку логиката од комисија е за другите да се политизира целата приказка. Да се политизира, меѓутоа овој процес ќе биде многу тежок процес. Да не сте им во кожа на тие кои што се и во обвинителството, особено во кожа на судиката. Заради тоа што многу е тежок процесот, многу е чувствителен. Ние велиме дека судството работи врз основа на докази, можеби и докази формално правно одбраната некаква ќе извади. Каде е тука моралниот момент на луѓето да се почувствуваат виновни? Заради тоа што ви вика, па јас не можев, јас не постапувам по законски процеси, ама мене не ми дојде никаква инспекција и немам никаков записник во кој што се бара од мене нешто да променам. Тука човечката компонента многу тешко ќе се докаже ако се оди само по ивица на правото, правните докази и материјалното право. Тука веќе може на поинаков начин еден судија со полноправно право, ќе кажам, да ја употреби целата своја умешност, а слушам дека се говори за умешен судија кој што е долги години, кој што тешко дека ќе може да го извлече до крај процесот во кој што правдата ќе биде задоволена и навремена. Ниту едноставен. И навремена. Воопшто не е едноставен. Ниту е лесен, ниту едноставен. Али ова е тест. За жал, го оценија многу мина како еден од најголемите тестови, останува секако да видиме, но од овој аспект владењето на правото, борбата со корупцијата што ја начнавме, се клучните и во извештаите постојано што стигаат и од Брисел, каде што ние не сме пофалени. Вие, господја Марковска, споменавте дека можеби и нема Брисел толку право постојано да реагира ако од друга страна и тие имаат своји битки, но дали сметате дека власта и опозицијата генерално и политичарите и оние кои што ја водат државата и оние кои што се опозиционери во моментов успеваат да ги обединат граѓаните околу ставот и перцепцијата за клучните и суштинските државни работи и политики, вклучително европската интеграција, секако борбата за подобар животен стандард. Од една страна ние зборуваме за висока политика, од друга страна имате граѓани што едва врзуваат крај со крај во месецот како да го поминат. И некако во тој магепсан круг постојано се движат и граѓаните и националните интереси. Успеваат ли да ги лоцираат што е клучно за македонските граѓани и државата
државата во овој момент? Повелете. Што е клучно за македонските граѓани во овој момент, не и само во секој момент низ минатото, е да живеат подобро, да имаат подобар стандард. Дали тоа ќе се овозможи со почеток на преговори со Европската Унија, еве уставните измени, или се потребни некои радикални чекори внатре? Ако добро внимавате, почетокот на преговори или отварањето на првиот кластер, конкретно кога говориме за тоа, ако веќе Македонија се определила на патот према Европска Унија од самото осамостојување до денеска, или ако некој сака да го промени патот, тоа треба да го каже јавно, нели? И државата да бара сега поинакви други позиции. Меѓутоа со отварањето на првиот кластер, каде што се говори за темелните вредности, вие имате веднаш средства на располагање кои ви се на располагање околу 768 милиони евра, од кои самиот премиер ги најави, од кои 5% од нив, или ајде сега не знам точно, 53 милиона ви се веднаш како неповратни на располагање, за да вие ги за да го движите процесот на темелни вредности како прв кластер кој го отварате до негово затварање, за да дојдете во вториот, каде што таа сума за другите, кога доаѓа правосудство или не знам другите, ви се зголемува. И сега вие морате првиот да го отворите, да ги земете тие средства и со тие средства да почнете да ги, знаете, сега се враќаме на претходното прашање. Тие средства ви се строго, наменски ви се контролирани. Едно е да земете кредит, и како поединец, земите си кредит, може да го сакате да си отрошите како сакате и за тоа да плаќате, како се викува, камата. Овде тие се строго наменски и се контролирани. И затоа апсолутно и се усогласувате, нели, со европските закони, европските директиви, не секогаш се пријатни да се усогласите. Тука се работи за менталната матрица на французинот или на италијанот или на шпанецот и македонецот или на албанецот, кој треба да се и ментално прилагоди да живее како луѓето кои се дел од Европска унија, што е исто така многу тешко. Од вие на хартија можете се да усогласите со европско знаменце, како реформа, како закон, меѓутоа во пракса дали ќе можете сето тоа да го спроведете, од нашиот ментален код е малку поинаков од европскиот. И процесот затоа нема да биде лесен, меѓутоа јас сум убеден дека тоа е процес кој ќе го подобри животниот стандард на нашите граѓани, само ако се води исправно. Говорам. Повелете, господин Марков. Па се вака да ви кажам, во вакви услови во кои што нивото на политичка култура во Македонија е сведена не да ги критикувате политиките, туку да критикувате поединци, па со нивни уште и особини, дефинитивно зборува во каков ментален склоп живееме ние како држава и кој све не е води. Замислете опозицијата как, ја не знам дали ги слушаат и дали некој воопшто ги контролира соопштенијата кои што одат од врвот на Социјалдемократскиот сојуз, во кој што вие пуштате како се прави рецепт за чорба. Па дали нешто се динстак од луѓе се разбира, па кој кого треба да свари. Ве молам, во 21. век, во највисоката корупција што ја имаме, во услови кога народот едва е врзува крај со крај, вие пуштате соопштенија кои мислите дека звучат забавно. Тоа е трагикомично. Ја не знам, никој во Македонија не дошол на власт со тоа што го критикувал другиот, туку со тоа што нудел проекти и поинаков тип на луѓе. Но постојано тоа го прават, господја Марковска. И ВМРО, ДПМН и СДСМ, еве, ние ги следиме секојдневно соопштенијата и пресконференциите. Јас сум критикувала поединци, поготово еве од мојата партија сум критикувала. Меѓутоа, вие не можете да задирате во поедини човечки особини, вие можете да ги критикувате неговите политики што ги води. Не можете да кажете за премиер, зборуваме за премиер, Мали Вучич. На што личи тоа? Мали Вучич. Па ако веќе зборуваме за мал човекот и физички и е близок до Вучич. Од друга страна тоа ми асоцира на друга политика. Ние толку сме блиски со Србија што не можеме да се одвоиме. Па самите себеци се рушиме во очите на меѓународната јавност. На што значи тоа да пуштите официјално соопштение Малиот Вучич? Кога сме и кај политичката култура и онаа преписка што излезе денеска, исто така прашањето беше што имаат корист граѓаните од Facebook караницата, односно расправијата помеѓу поранешните премиери Никола Груевски и Зоран Заев, каде меѓусебно се прозиваат за дволичност, едниот во бегство во Будимпешта, другиот пензиониран од политиката, бар така тврди.
како против ова и дали воопшто луѓето се свесни дека имале, ја воделе државата во одреден период и на крајот суштинското прашање што граѓаните имаат од ова. Што сакаат нашите граѓани? Нашите граѓани сакаат да ја слушнат темната страна, црната страна, сакаат да ги слушнат негативното и тоа поминува во јавност. Никој не сака да ја слушне белата приказка, белата страна. Тоа нема интерес кај луѓето. Не знам, сте добиле некоја награда или не знам, сте направиле некое корисно дело, општо корисно дело, сте помогнале на одредена групација, тоа луѓето не ги интересира. Во оваква економска ситуација во која што се наоѓа државата, луѓето само ја бараат крвта. Да го видат она. И сега, затоа, дебата помеѓу двајца премиери е фокусот во нашата држава. И сега сите со тоа се занимаваме. Или се занимава, да кажеме, едниот е отиден таму, другиот е тука и се они се помеѓу себе. Но подлабоко е прашањето. Што е причината за ваквата поларизација? Со години наназад сведочиме и ве споменав и ние медиумите, секојдневно соопштенијата и од ВМРО ДПМН и од СДСМ, да не ги именувам без разлика власт опозиција, постојано речникот политички кој што се употребува и меѓусебните напади се некогаш дискутабилни дали се на достоинствено ниво за најголеми партии. Ние сме на различни страни и идеолошки. И јас и колешката, меѓутоа не сме противници, треба да се убиеме еден со друг. Туку треба со аргументи да покажеме кој од нас можеби е подобар и тоа да го прифатат луѓето. Да, во најголем процент вокабуларот кај политичкиот ривалитет се сведи на навреди од некој навредлив тип на зборови, кои кај луѓето, ние сме како навивачи, публиката сака да ја види таа крв, да го доживее тоа дека јас сум го навредил противникот со такви и такви зборови, а никој не сака она да слушне да ги слушне решенијата за одредени проблеми во државата кои можеби ќе ги понуди и опозицијата. И сега, пример, ја сум према опозицијата, да кажем, и ако кажам нешто лошо за нив, ќе ме сватат дека јас сум и против нив. И знаете како, со тоа јас како личност го губам собствениот авторитет во ставови да кажам нешто што е можеби добро што го прави владата, можеби погрешно што го прави опозицијата, кај што еве јас припаѓам, имам симпатии према нив. Ме разбирате? И затоа ја говорам. Пример, ние имаме во моментот, ја најдов една замерка премиерот, за кој што имам позитивно мислење. Премиерот во една од последните изјави кај што пред конгресот он вика јас сум татко на 2 деца и моето трето дете е партијата. За мене тоа е многу погрешно. Како партијата ставате прво не треба да ги тие работи ставате на тие на исто рамниште. Дека е погрешна конотација. И државата на крајот на денот гледано од политички аспект треба да му биде на прво место. Апсолутно, да, партијата го донела таму кај што е да биде премиер, тоа е факт, тоа е процесот, тоа е движењето. Меѓутоа, оставите ги тие работи на страна. Вам, државата, треба да ви биде број еден. Трнете го семејството на страна, тоа ви е нешто свето за секој од нас, меѓутоа државата. И затоа, знаете како, многу тешко се прифаќа кај електоратот ако ви имате некоја дебата на едно поинакво ниво, со аргументи, отколку дебатите кои беа во минатото време со кокаин, со виски, и тие дебати и ден денеска ќе имате вие како вирални видеа во јавноста и поминуваат кај луѓето, за жал, поминуваат. Никој не сака аргументација. Како да промена и на менталитетот и на она што го зборуваме високата поларизација помеѓу ајде условно кажано двата блока. И ако треба сите заедно да работат, особено Македонија е длабоко поделено, поларизирано партократско општество и тоа многу тешко ќе се искорени, поготово ако ваквиот изборен систем тоа уште повеќе го мобилизира и ги става во акција да партиите бидат тие кои што ќе одлучуваат, па дури и во време кога е власта или опозиција партијата, повторно да се размислува и зборува во име на партијата, а не да се заборават партиските обврски и да се стават во мирување за сметка на државата. Имам впечаток дека таргетот на луѓето кон кои што се обраќаме и дека некако луѓето и ги подценуваме на тој начин. Поготово сите ние како граѓани тука се наоѓаме. Заради тоа што ако вие зборувате на тој, да кажам, речник со ниска политичка култура, вие де факто си го подценувате гласачкото тело. Не случајно на последните избори ние имавме
50.000 ливчиња не глас, луѓе кои што излегле на избори, се спремиле, 50.000 неважички. И, за жал, мислам дека само од господинот Апасиев слушнав една изјава, кои неинтелигентно ги употребиле своите гласови. Апсолутно, тоа се најинтелигентните луѓе кои што сакаат да упатат порака дека политичката понуда не им се допаѓа, дека не било проблем да ги напуштат своите фотели дома и каучите на кои што можеле тој ден да се излежаваат, меѓутоа излегле да кажат дека нивните гласови не треба да бидат употребени, а не се задоволни од политичката понуда. Така да најмалку тоа требаше да го каже господинот Апасиев. Ние не знаеме. Клучната поента беше за ние 50.000. Клучната поента. Сум излегол, немам понуда, не сакам да го јадам тоа мене. Ама тоа се веќе 5 претеници во една ситуација во која што партиите имате... сега нека размислуваат. Партиите нека размислуваат. Ја слушна ли според вас партиите оваа порака? Да. Ја мислам дека еден од представниците на ВМРО, не знам сега во кое студио, токму ја кажа таа бројка, ја апострофираше 53.000 и вика ние сериозно сега тоа го анализираме. Тоа не е мала бројка. И тоа е сериозен гласачки потенцијал. Тоа не се кое какви луѓе. Тоа се луѓе кои се разбрани, разумни, да се разбереме. Апсолутно не се и може да направат разлика помеѓу бекатон, помеѓу не знам ова, помеѓу фарса и реална понуда. Може да направат разлика. Од друга страна, како да се врати довербата, односно партиите, или да се ја вратат довербата од разочараното дали членство, дали граѓани, без разлика, ако целта е сите да живеат подобар живот. Без разлика, односно да го преформулирам прашањето, без разлика на партиска книжка или партиска припадност, симпатии, секој граѓанин да си има свое место под ова сонце и во оваа држава наречена Македонија, а без при тоа да е должен да реферира кај партискиот лидер или без разлика, од друга страна да тоа што ја води државата во моментов или тоа што е опозиција без разлика да му возможат пристоен живот. Мене ми е драго ако навистина се подготвува нов изборен законник, се споменува, темелно ќе ги смени вредностите, заради тоа што веќе нема да мора да гласате само за партија, туку ќе гласате и за човек. И тоа е многу клучно. Во раните 90-ти години вие имавте мнозински систем, па понатаму истиот се смени со 20 претеници само на пропорционална листа, за да истиот понатаму скроз се преориентира на Донтов модел, кој што е еден од најлошите модели по мене, заради тоа што многу гласови се губат, поготово на малите партии, партии кои што треба допрва да го најдат своето место во тоа политичко милје на гласови и за кои што можеби би гласали и голем број на луѓе, меѓутоа сите гласови ги земаат победниците, односно според играта джандер збира се и тие ги добиваат. Така да, доколку се смени изборниот систем, доколку партиите кај нас не прераснуваат во движења, затоа што вие секогаш имате политичка партија која сака да се окрупни, затоа што тоа и нуди неизе да биде повеќе присутна на политичкиот пазар, да има членови, да има гласачи. Доколку политиката се свати како сериозна дејност, активизам, во кој што вие сакате да ги промените нештата, а не само како борба сега, овие 4 години, сега добивам се, а после не ме интересира дали повторно ќе бидам на некоја политичка функција. За жал во Македонија има многу мал број на луѓе кои што се политички активни без да бараат ништо, заради тоа што се почнува и завршува во партиите. Погледајте и прашајте ги младите. Тие ќе ви кажат вака: ние не сме членови на партија, не можеме да добиеме ништо, за сметка на луѓе кои што меѓу себе ги познаваат, луѓе кои што протрчале низ факултетите, луѓе кои што буквално можеби не знаат ни збор да кажат, меѓутоа затоа што се високо позиционирани во партиите добиваат и високи места, кои што ние како граѓани понатаму ги гледаме, ги осудуваме и велиме: па тој не знае ништо, ама ќе му помине времето. Кога ќе дојде времето да имате вие еден добар изборен закон во кој што ќе добиваат личности, а не само партии, се разбира и партиски политики. Оти тоа е едно со друго врзано, тогаш веќе ќе имаме некакво преструктурирање на општеството кое ќе го изгуби својот клиентелистички подем, во моментов ја максималисам, подем, тука имате само клиенти и ништо друго, можеби ќе почнат работите да спласнуваат и да некој каже: јас ќе бидам само гласач, нема потреба да бидам член на политичка партија. Гледате што направи еден систем на Safe City. Тоа не е партиски програм, тоа е пренесување на едно искуство од Европа кај нас. Првиот ден 120.000 казни, вториот ден веќе 56.000. Тоа се потенцијални казни. Ја имам 4 да, и вие, да, може да го споделите. Ја веќе колекционер на опомени сум, а
не возам брзо. Дисциплиниран сум по убедување. Ама, окей, а го прифаќам апсолутно Safe City проектот максимално. Дали ова ќе помогне во верувате дека нема се разбира ќе помогне. Сега да се навратам нова. Системот на нашето општество, политиката е да преку политичките партии вие доаѓате на власт и земате одредени функции. И тоа е реалност, од тоа не можеме да избегаме. Што е тука, можеби што може да биде подобрувањето? Министерските места секојаш треба да ги земат луѓето кои се од политичката партија, тие треба да водат политика. И тука нема дилема. Останатите позиции, според мене, барем ја така размислувам, нека ме демантираат, треба да се дадат на луѓе кои се можеби професионалци и кои ќе знаат да ги водат институциите. Знаете како, ја поставам некој пред мене кој знае да ме води и мене ќе ми го леснува патот следејќи го него. Сега, проблемот е, ова што рече колешкава, изгубените вредности. Само да е од партија, не е битно кај завршил, што завршил, какви перформанси има, кои се неговите поранешни активности или CV-то, го поставуваме на одредена функција и тој треба да ја движи таа институција. И тука настануваат проблемите. Министерот апсолутно треба да биде политичка фигура која треба да води политика. И тоа е нешто сосема поразлично од нешто каде што треба да водите институција понатака. А политиката не се само министерствата, тие се еден дел. Целокупниот систем се администрација од институции. Ако таму партиите се одважат и да кажат окей, немам потреба да поставам партиски луѓе. Не ми трчајте по избори, не доаѓајте, не барајте да бидете. Скандинавските држави немаат голем број, партиите немаат голем број на членови. Осем оние навистина кои плаќаат членарина и се членови, и тоа е тоа. Остатокот е професионализмот и издаењето кое го движи системот. Сега ние сме од тој момент многу далеко. Кај сега ќе го поставам ја Иван или било кој, тој е другата опција, размислува како другите, тој ќе... Значи, треба да ги убедиме луѓето, како она што реков пред малку и за премиерот, дека јас или било кој треба да биде во функција на институциите и на системот и на државата. Кога тоа така ќе се сетираме, поинаку ќе размислуваме. Можно ли е тоа воопшто? Вие може да направите најдобар европски закон и да го ископирате. Да, имаме премногу закони, имплементацијата. Тоа е тоа. Како тоа ќе го направите со луѓето? Па како ја трчав на избори, па мене ме тепа, па правев летоци, па играв во некоја ромска населба на одредени песни, па сега ја да не се најдам на функција, па некој друг, па ќе ти ги извадат очите. А вие сте по било кој основ многу бољи перформанс од тој што трчал по цел ден по избори. Тој само знае да трча по избори и тој друго ништо не знае да направи. Оти му го барате CV-то е трчање по избори. И нема друго нешто. Нека остане и понатаму трчање. Да, нека се работи во партијата, нека биде корисен за партијата, нека функционира за партијата. И тоа е на некаков начин работа, меѓутоа државните партиите да ги разграничат работите. Класификација, повелете. Не само да се разграничат. Јас мислам дека ние ќе мора да имаме некој преломен момент во кој што ќе направиме добар закон за државна администрација. Тоа постојано го зборуваме. Па сега имаме само реформските закони, постојано го зборуваме, но пет пати ја најавува министерот за јавна администрација. 5 пати ја најавува до сега. Тоа што е најавено е, меѓутоа до кое ниво ќе одат промените? Дека треба некој сериозно да се огреши, да направи кривично некакво затајување во работата, па вие да смените еден државен секретар кој што е темел на тоа општество и на таа институција што ја води. Тоа е моторот е тоа. Моторот, вие го менувате и менувате едно чудо, луѓе. Па дали знаете, ставете се во кожа на сите тие административци кои што се тресат од која партија ќе ги земе министерот, кое министерство кај ќе се падне заради тоа што не знаат на кое работно место ќе биде. Или еве сега се наоѓаме да речеме условно, треба да формираме експертска влада. Па во Македонија вие не можете да најдете експерт. Кого год да го постават, ако ве предложи ВМРО ДПМН, вие сте веќе експерт на ВМРО ДПМН.Експерт како поим не постои. Затоа што ако некој ги види вашите перформанси и ве предложи, веќе вие сте дел од тој табор, што апсолутно не мора да биде тоа. Јас сум експерт ама за спортска социологија, не за политика. Во политика сум бил. Ако ве предложи социјалдемократскиот сојуз, тога сум експерт. Апсолутно. Има во ова вистина. Меѓутоа, знаете како, ако гледаме на хартија,
законскиот дел, ние го имаме донесено како држава. Државната администрација да биде професионална и сето тоа со години тоа се правеше на хартија. Меѓутоа кога ќе треба да го поставите моторот, конкретно говориме за државниот секретар, партиите кога ќе дојдат на власт, пак го земат својот човек, го внесуваат по договор на дело у екологија министерство, не знам у министерство за спорт или у министерство за образование и пак од таму го носат, ги дезавуираат законите. Без оглед вие тоа што сте го напишале, они наоѓаат начин како да го дезавуираат и пак да постават тоа што си замислили. А на што личи да имате вие државен секретар или било кој човек постави кој што е вработен договор за дело, а треба да ви биде на вас шеф. А вие сте во постојан работен однос. Не верувате на луѓето кои се веќе во институциите. Знаете како се остава печат додека како мојата партија дое на власт, ние не веруваме на државниот апарат. Не му веруваме бидејќи можеби претходната влада ги има вработено, па тие повеќе ќе размислуваат за СДС, за ВМРО, да кажеме, оттолку за државните позиции и интереси. Како тоа е моментот, како да ја направиме државната бирократија да биде во функција на државата, јавната администрација, државната во не на партија. Ќе ги заштитиме со закон со тоа што нивните работни места, освен ако не направиле сериозно прекршување во работната дисциплина и работните права и обврски што произлегуваат од нивното работно место, дека ќе бидат неменливи. А сите работи се докажуваат врз основа на материјални докази. За кого ќе гласате вие? Чија не пропаганда ќе прави. На работа нема пропаганди. Вие или знаете, или не знаете да работите. Кој ве вработил, апсолутно не е важно. Да, ма пола администрација која доаѓа избори, идат по избори, не идат на работа, од работното време свое. Не знам како излегуваат. Навистина не знам како го прават тоа. И одат по избори, одат по митинзи и ги запоставуваат институционалните обврски. И на крајот на денот, секој од нас, и вие, и јас, и вие, плаќаме данок за да добиеме услуга. Тоа е многу едноставно. За да добиеме услуга, идам на кафе, го плаќам кафето, не ми го носи. Немаме симпатии према вас, не сакаме. Ма ја го плаќам тоа, ние го плаќаме. Не треба никој да ми го даде тоа, не треба. Ние плаќаме таа услугата. Услугата треба да ја дадат таа администрација која треба да биде сосема одвоена од политичките партии. Да, но фактот е дека е превработена. Еве имаше информации нели последно и за во град Скопје преку 200-300 луѓе што биле евидентирани како дека работата си земале плата, а не оделе на работа. Дел од превработеноста која го оптеретува буџетот е на луѓе кои се во Германија, а тука се водат као вработени. Тоа е уште посериозен проблем. Тие се таму некаде, се водат овде, зимаат пари и пак на крајот кога ќе видите на денот во институциите 1 до 2 ги вршат сите работи. И се ги товариме ние сите ги товарат тие луѓе и знаете кога работите вие мора да грешите. Тој што работи, кој не греши? Тој што не работи. Не може да погреши. Тој што работи и вие ќе начекате 20 институција кои се професионални, кои ги знаат работите и само нив. И нормално е дека тука нема да има функционалност. И потоа на крај, тој не е од наша партија, овој не е од наша партија, на крајот што е битно од која? Тој треба да биде во функција на институцијата, во функција на системот и на крајот во функција на нас граѓаните. Оти ние тоа го плаќаме. Ама тука е битна политичката волја. Затоа што непопуларна мерка е да внесете вие Safe City. Сите ќе ве мразат. Зошто? Заради тоа што, 4 казни, можеби јас имам казна за паркирање погрешно. Ја имам 4, не ги мразам. Зашто? Не, зборуваме генерално. Да се променам свеста. Свеста се менува кога постои политичка волја. Во овој момент имало политичка волја тоа нешто да се направи, заради тоа што имаше толку многу сообраќајки и тој чекоре за поздравување. Тоа сигурно нема да биде омилен министер, затоа што и кај него ќе вртат утре луѓе. Скини ми ја казната, направи ми, или може да нема да може да биде моменталниот код на Македонецот. Скинија, кај да врти скинија казна? Нема веќе, нема. Како да врти? Имаше дури и дилеми да врти на министер, скини ми ја казната. А има. Се разбира дека има. Тие што ги прават, тие што возат по 300 на сат по обиколница, одете и видите дали тие плаќаат казни. Заради тоа што постоеше политика на двоен аршин. Сега веќе нема да може затоа што постојат докази. И тоа е одлично. И граѓаните зошто не се бунат? Затоа што нема двојни аршини. Секој ќе мора да си го плати она што го направи. Верувате дека ќе издржи овој систем без двојни аршини? Само да ви кажам, и што е исто така сериозен проблем на оваа држава. Многу закони, од кои законот за заштита од пушење јас го донесов. Ја бев еден од иницијатори тогаш. И што се случи?
една од општините, не именувам, кога го донесовме законот, кога почна имплементација, потоа мислам дека Груевски во еден момент му додаде уште некои ригорозни мерки за да се заштитиме и една од општините во Македонија почнаве дојте кај нас да видите како се пуши кај нас во кафулиња, во ресторани, па Западна Македонија. И сега знаете како, имате закон и почнуваат да го исмејуваат законот. Значи, непопуларен закон, не морам да го признам. Ние ги имаме законите на крајот на денот и можеме да ги скопираме да бидат исто како европските закони. Ако се однесуваме бакато и одвратно, вака, дојте кај мене, што сакате правите. Дојте сега ќе каже некој у Тетово возите како сакате. Не може да возиме како сакаме. Таа е, сев сите е за без нас. Разлика, Тоа не е ни Тоа е исто за неработниот ден недела кој што функционира во Скопје не функционира на други места. И се тука е проблемот. Како ние ги избегуваме законските обврски кои се донесени во државата, ама пак извршителот, тој што треба да ги проведува, мора да биде поригорозен. Ќе изгубам гласови. Па ќе изгубам гласови. Океј. Да, колку всушност Зашто да калкулирам со гласови? Колку лидерите се спремни, ова токму што го споменавте, да изгубат, ајде да кажеме, гласови непопуларни, Не се ровени да бидат премиери, има и друга работа, ќе работат и нешто друго. Ќе работат и нешто друго, ќе се фатат за работа. Ако се покаже било која непопуларна мерка, непопуларна условно речено, меѓутоа во интерес на добар воздух, на ставање на филтри, на сите, на буквално на закони кои што ќе важат за сите граѓаните, ќе ја поздрават таа мерка. Во почетокот можеби ќе има вака, 120.000 казни, па зошто, па дали ние можеме, па како, и после тоа ќе си легнат на брашно, ќе каже како важи за сите, така важи за мене. Значи, ако се спремни било кој од лидерите да бидат на удар во првиот момент кога таа нелагодливост која што ќе имаат, доаѓа од граѓаните, викање, па ако сакате и нешто повеќе од викање, тогаш тие знаат дека тој што работи на подолги стази, односно кој што го гледа пошироката слика, шумата од едно паднато дрво, секогаш на крајот ќе биде победник. И партијата на власт, ВМРО и премиерот имаат висок кредит со последните избори. Не е проблем. Така да и да трнат во еден ваков чекор, зашто се колебаат? Тогаш зашто го промовираат? Не ни мора да го промовираат. Трни го и не мора да го носите. Апсолутно, сега имате кредит. И во еден момент да има негативен ефект кај граѓаните, во далека иднина, тоа ќе биде многу позитивна мерка. Оти е за нас граѓаните, да се разбереме, не е за друг тој, за нас. Добро, ама еве како да го објасниме тоа што премиерот вели ќе биде сменет јавниот обвинител? Како да го објасниме? Опозицијата му вика, па тоа не е твоја работа. Како да го објасниме тоа? А вика ќе ја викнеме Лаура Ковешки. Не, исто е тоа. Тоа е непопуларна мерка и веројатно мешање во судската власт. Формално правно така мисли. Меѓутоа кога веќе ќе добиете гласови од луѓе, како јас што сум гласала и очекувам судството да биде во ред, тогаш од кого тоа да го очекувате ако самото судство нема политичка волја, а дека нема, видовме со изборот на обвинителот за организиран криминал, самите го бираа обвинители и точно испадна мерките онака како што сакаше човекот кој што тоа го предложи. Тоа е господинот Али Ахмети, со кого што се појавија на заеднички слики, па после тврдеа дека не се познаваат. Тогаш како очекуваме ако човек кој што е одважен, кој што добил судиска или обвинителна функција, не сака да си ги исползува благодетите од таа функција и да биде независен, сака некој да му се јави на телефон, тогаш како очекуваме да се сменат работите? Мора да има политичка волја и мора некој да биде спремен дека чекорите кои што ќе ги прави ќе бидат непопуларни. И така, еве за судството конкретно, 2%, под 2% може да биде 0%, ама нека тргнат од негде. Не можете и да го осудувате и да го барате од него да има промени. Не може. Треба ли да добијат повисоки плати судиите и обвинителите? Според вас? Ја во моментот не знам ни какви Тие имаат барања, а пропова ме инспирираше господја Марковска лично како човек. Еве ја доаѓам од универзитетска фела. Ја барам таквите позиции во државата да се високо платени, ама да се строго контролирани. Океј, ќе ви дам плата на лекарот, на професорот, на судијата, меѓутоа сепак тие пари се пари на граѓаните, да се разбереме. И да има контрола. Да има контрола. Ако никој не е казнат,
ако никој не е отстранет од работа, а имаме, еве, јас имам автономија, сум комотен во мојата работа, се чувствувам како папа, никој ништо не ми може, па ја ќе се изгубам во собствената моќ, визави студентите, да кажеме, не се визави граѓаните, и ќе правам што сакам, ќе харам на универзитетот. Значи, пак мораме да имаме АБС сопирачки кај себе, да и таа улога која имаме во општеството на некој начин си ја менаџираме самите. Сум да бидат позициите платени. Нека бидат платени, но строго контролирани. Оти парите пак доаѓаат од граѓаните за секој поединец. И тој функционер, и тој поставен на одредена позиција, и тој општествен работник како лекар или професор или се, треба да има собствената одговорност према пациентите, према студентите, према осудениците, према граѓаните. Тука кај нас настануваат проблемите. Кога доаѓате на некоја позиција овде на овие простори, мислите дека вие можете се и сешто. И се и сешто ви е дозволено. Не можете да ги вклучите АБС сопирачки, да кажете чек, ја ова до тука, така можам, ова можам вака да го направам. Да имате сам контрола. И почнуваат седенки, ручеци, се заборавате во комодитетот, се заборавате, и тука се тие разликите од европскиот ментален код до балканскиот ментален код. Ај тоа да го променим. Како? Вака. Јас прво мислам дека ние мора да донесеме реформи во смисла на тоа колку судови на Македонија и се потребни и колку обвинители. Не може секој град и секоја мала општина да има суд. Судот е многу скапа и тешка работа, ова не се мои зборови. Ова се зборови, ова се зборови, нека ги намалуваат уште повеќе. Имаат проблем и помалите општини, госпоѓа Марковска, со недостигот на суди. Лично знам дека на пример се процесуираат правата еднаш во Гевгелие со години не се процесуираат. Тоа значи дека е потребна сериозна реформа да се види. Меѓутоа не може се во Скопје да биде. Верувајте, еден обвинител и судија колку процеси има дневно, колку добива, толку не добиваат во можеби на 6 месеци во помалите места. Токму на тој начин треба да се вреднува работата. Не може платите да бидат исти за сите. Апсолутно сум за тоа да се зголемат судските буџети, во кои што не може на сите. Оптоварувањето во Скопје и на некое помало место не се еднакви. Има луѓе кои што умираат од работа, има луѓе кои што се комотни. Ке реши еден предмет, зошто? Заради тоа што толку предмети има. Така да не е се во Скопје, не е се во платите, повторно зборувам. Ние знаете колку имаше СЈО средства со цел да направи големи истражувања. Тие истражувања на крај се покажаа така како што се покажаа. Меѓутоа тоа е многу скапа работа. Вие мора да ги обезбедите сите материјални предуслови за да работи еден суд, едно обвинителство, па и правобранителство, и тоа е составен дел на власта. Платите нека бидат повисоки, нека се цени трудот, транспарентноста, бројот на обжалени пресуди. Впрочем, тоа и сега се прави. Меѓутоа, како се прави? Не се цени бројот на оние пресуди кои остануваат со години и години нерешени со цел да застарат. Тоа се веќе пресуди кои што апсолутно не треба да... Мерливоста на работите. Не. Мерливоста е присутна, меѓутоа тука веднаш се вмешуваат партиите и менувањата дека се вршат на партиски принцип. Не можете некој да го казните заради тоа што тој го држал судскиот процес со години, застарел процесот, меѓутоа се разбира дека бил платен од странката. Да вулгаризирам еден пример. Избор судиите сами. Значи, од 20 кандидати, тој што има единица, добива визави тој што има 5 оценка. Највулгарно ова ви го објаснувам вака. Значи, пак некој преку притисок, не го бираат најдобриот според оценките, бираат... Прашање оценките дали се реални или не. Брзо помина времето, морам да ве прекинам. Ви благодарам и на двајцата што бевте дел од Само вистина. Да, имавме интересна дебата. Се надевам, почитувани, дека го задржавме вашето внимание. Ви посакувам убав викенд со програмата на Канал 5. Поздрав!